ден, почитувани гледачи! Ве поздравуваме од екипата на Вкусот на традицијата и Алфа телевизија и од целиот тим на комплексот Етно село Тимчевски. Драги наши, денеска верувам дека сите ве наоѓаме во добро здравје пред малите екрани со своите пријателки, роднини, со семејството и си го чекате во вообичаениот термин рецептот на денот. Ние објавивме дека нашите гледачи кои што имат стари, подзаборавени, но и обновени македонски традиционални рецепти, да ни се обрата за да можеме да ги споделиме со вас гледачите. Денеска во Вкусот на традицијата имам една ексклузивна чест на ваше барање, а ние сме тука Вкусот на традицијата и Етно село Тимчевски да ги исполниме вашите желби. Ние побаравте господјата Драгица Стефковска Драгче повторно да ни биде гостинка. Драгче, ова е желба на нашите гледачи. Многу се радувам што е така. Поздрав еде до гледачите на Алфа телевизија, поздрав посебен до тебе и до екипата. Јас секогаш се отповикувам кога е потребно нели да дојдам и бидејќи премногу те сакам, сама да знаеш, и многу си ми мила, а и готвењето ми е песно. Ете така, гледачите те познаваат, ти си позната водителка од малите екрани, хуманитарец, жена со повеќе функции, кој што си директно инволвирана со нашиот македонски народ секаде, но твоите рецепти што ги снимаше за Вкусот на традицијата беа толку барани, толку многу пораки добивме на Facebook на Вкусот на традицијата. Ке ве молам рецептот од Драгче. Ке ве молам бомбиците од ги јаболка. готвя и ги слика самите своите. Самите ги праќа. И сега почнаа да пишуваат, ке ве молам поканете ја Драгче да ни направи од нејзините брзи, лесни, традиционални рецепти. Ти си секако сопруга, мајка, баба, домакинка, за тебе сите знаат дека нема ден без лажицата и тенџерето да е на шпоретот, но за твоите внучиња, па и твојот сопруг да го поздравиме, Орце Стефковски, сите сакаат готвено. Е така, им правиш секој ден и зелници, и кифлички, и погачи, и што се не. Е, сега да видиме за денешната емисија Вкусот на традицијата што ќе ни направиш. Одлучивме, јас и ти нели имам многу идеи и одлучивме овој пат да направиме многу интересни кори, кога немаме време и да сукаме, па да чекаме да се испече во рерна баничката. А како велат моите внучиња, бабо, да биде баница, ама не бурек. Значи не купено. Не купено. На брзински, па ги правам овие пржени кори или пржени корички за наутро, па можат и се на ручек, кој како се ги милува. Децата ги сакаат, но и возрастните ги сакаат и многу се лесни. Многу лесни, мислам дека и по ова наше дружење ќе имаме многу мајки и баби кои ќе ги подготват дома, затоа што се навистина брзи. Што се ни е потребно да подготвиме за овие пржени кори? Знам дека ќе ми кажеш, Адријана, сите го имаат тоа дома. Сите го имаат и многу е интересно кога ми барате рецепта, јас се чудам како да го составам тој рецепт, бидејќи се ми е мене од рака, така ме научила мајка ми и баба ми. Се од рака. Ај кажи го од рака, па после го кажеме во грамови. Како се вели вака, две мои раце се за една кора. Да. Вака 4 за мене и за тебе. 6 ќе бидат и за камерман. Леле, ова е хит. Значи хит. Драги гледачи, така мерете. 2 раце за една кора за еден човек. Така. Супер. Инаку во грамови рецептата ни ја даде? Во грамови сега имаме 300 грама брашно, 100-150 грама сецкано сирење, квасец малку пециво и сол. Толку ни е потребно. Една лажичка, квасец и сол, нели? Малку водичка за да се замеси и тестото, а потоа се пржат на врел зејтин. Така, и масло по потреба. Но тука подготвивме и букове, цитрина, сол и оригано. Доколку сакаат, да, може да биде во сирењето ставено и шунка, може да се додаде оригано, може црвено. А може на кора, посебно
спржиш, например, една кора со буковец. Може да се една направи. кора со оригано. Многу е интересно Да? и вкусот е многу убав. Вообичаено многу пати кога сакам да видат, ги помачкувам одозгора со малку зејтинче и ќе се додаде или буковка или оригано. Супер. Ама пошто баба е баба, децата не јадат љуто и не експериментираме, Така. правиме бабинска кора. Бабинска кора. Ајде, драгче, сега. Брашното. Овде ќе имаме 300 грама 300 грама, брашно. рековме, и ќе имаме и Така. малку за да додадеме, И малку бидејќи на страна да не за- бидеме За замесување. Така. Така. А водата, да Квасец. знаат младите домаќинки, Со кога ќе прстот. го ставите малиот прст, да можете да го држите да внатре. можете да ја издржите топлината, Да. заради тоа што ако е многу топло, може да биде попарен Квасец. квасецот и потоа да не бидува ништо. Аха. Сега ставив квасец, ставив малку пециво и сега е наред малку сол. Толку Тоа малку не- квасец стави? Не, го сипнав така, пред значи да почнам да месам, да. Всушност, драгче еден квасец. Еден сув квасец, Сув еден квасец, сув квасец. така, За така. малку, ако ви е семејството поголемо, се разбира дека треба да се стави и повеќе Така, и, значи ако и сме брашно. 5 души, 10 раце брашно. Така, 10 раце брашно. И 2 кесички брашно. Сега ќе направиме малку, ето така. Затоа што ќе почнам со Да се зафати. со Водичка. водата и Значи ништо друго немаме ништо во толку тестото. толку Бабина- лесна бабина кора. она што го имаме дома. Значи сите што имаме лесно и дома. Многу интересно е што јас ги обожувам тие стари рецепти. Аха. И сакам да ги возобновувам и самата, знаеш, на мојот Facebook профил постојано ќе објавам нешто и ми е многу интересно на помладите. А зошто да не па? Зошто да не? Така. Зошто мора модерно да биде? Затоа што и вкусот на традицијата ја гледаат Да. и помладите гледачки, кои што се тазе домаќинки. Еве на нив да им кажеме како се замесува едно традиционално обично тесто, каде што имаме брашно, квасец, сол и вода. И вода. Значи, оди, например, ако имаме 300 грама брашно, 150 мл вода. Вода, па сега од Од прилика, прилика. нели, па секој по осетот треба да види, еве Така. вака, да биде Ето, тестото не многу тврдо, не многу меко, да не се лепи на рацете. Секоја домаќинка според ајде да кажеме помладите секако прават кифлички по рецепт. Така. И самото месење не е рецепт, тоа е осет. Значи сепак треба да имаме осет како треба да ни биде. Значи ја додаваме водата се додека не се земе цело брашно Да. и да престане да се лепи тестото на рацете. За да се умеси добро. Да. Ете така. Многу е интересно што јас никогаш не месам толку малку. И сега ми е чудно. Нели, вика како да месам толку малку брашно бидејќи јас не сум научена со малку. Сепак треба повеќе. Но како и да е, ќе направиме сега интересни тоа, кори. драгче, знаеш што, за да не јадеме многу без сестро. Ако направиш цел леген што се вели или она за месење што е садот, па ќе имаме по 5 кори на човек. Ама нешто ќе имаме, ама овие бараат уште. Така се викаат, бараат уште. Рецептот пржени кори бараат уште. Да, бараат уште. Ете го името на рецептот. Да. Интересно е што е брзо и што децата сакаат да дзиркат. Колку имате внучиња дома, сакаат да дзиркат па како се меси, па како се прави. А јас многу пати додека спијат тоа ќе го направам така да кога ќе бидат. Да, колку пати кога ти звонам, те барам, нешто треба да те прашам. Значи, драпче нема шанси да ја добиете на телефон, ќе ја добиете после половина час или час. Што правиш бе, дракче, ми требаше итно. Месам, Адријана, месам. Жива вистина Како е ќе ова. каже керка ми, на мајка ми телефонот треба да ја го ставиме на врат. За да можеме да ја добиеме во секое време. Значи средно меко тесто, Да. средно меко. Средно, Така, еве, гледам да Еве, не веќе, да. сипува многу вода, за да не ни биде па покус. Рековме, нема да правиме тепција, туку неколку кори, за да ги видат како се... Да. Кажи ми, ова тесто, дали стасува?
Додека зејтинчето ќе го ставиме или додека малку јајци си правиме муабет, бидејќи за тоа му ставивме малку пециво, за да биде брзо. Да, а сирењето каде го ставаш? Внатре во суканото. А, во суканото. Да. Ето сега. Значи, откако ќе биде измесено добро, го додаваме сирењето. Така е. Сега ќе видиме како оди тоа многу лесно. Водичката не ти треба? Не ми треба повеќе, бидејќи тргнам. Си оставив од ова брашно. А може јас да го ставам маслото да се Може, загрева? бидејќи тебе шпоретот те познава. Како ти велам јас. Ајде, тебе шпоретот многу убаво те познава. Откако постои емисијата, да ти кажам, никако не можам да се одвојам од него. Те познава. Значи треба повеќе масло, така? За пржење, добро, не многу. Ете така. И да ја намала малку? Не, треба потопло да биде. Потопло, добро. Она ќе се загрее сега. Ќе чекаме да ни се загрее. Па добро, додека биднат. Да. Исто како на огништето. Да. Ќе стави на тавата на огништето и пржи колку сакаш. Од каде ги знаеш овие кори? Ти потекнуваш од Виница, така? Јас во Виница пораснав, но моето потекло по мајка е од Македонска Каменица, а по татко од село Илиово Делчевско, така да сум ги собрала сите рецепти од тој, да кажеме, малешевско-пијанечки регион, па и од мојата Виница. Мајка ми беше многу вредна жена, бидејќи покојна, велам беше. Освен што беше вредна, сакаше да сите работи што се работат, да бидат убаво направени, стокмени и без да правиш џубре. Се да биде стокмено. Сега не разбрав, значи прво ги одвојваш корите, па сирење им ставаш? Ќе ги сукаме. Ќе ги сукаш. Да, малку. Така, значи, се сука, 300 грама брашно излего 3 кори. Па нели рековме, за мене, за тебе и за камерманот. Да, интересно е, да. Ајде сега вака. Значи со оклагја, не се кој се развлекува колку што ви е големо тавчето за пржење, така? Па не мора колку ќе ви е вака. Јас пак ја речам колку ќе ви е раката. Лесна. Така. Зашто па и не мора многу брашно да има. Ради тоа што брашното во тавчето ќе гори. Ќе гори и мирисане. Лесни се тие. Бабински. Баш ме интересира како ќе биде до финалниот производ. Многу се интересни и баш ќе бидат вкусни. Како ти реков, бараат уште. Малку само зејтинче. Зејтинче. Тамо ни е на шпор. 2-3 капкички. 2-3 капки тука. Асистентот. Добро. Така, јас сум сега помошник на шефот на кујната. Да. Малку за да се развлечат потоа. Заради диплењето. Ќе ја диплиш после? Па да. И сега, еве, например, за мене со црвен пипер, може да ја направиш? Можам да ја направам. И триена сол Можеме заедно, да има вкус. А еве за камерманот и за екипата на Етно село, па може со ориган, нели? Може. Да. Значи, бидејќи сирењето трпи, нели, зачини и може да се направи. Јас обично дома ги правам малку и со шунка за децата. Секогаш некојаш им личат на пица, затворена пица. Значи може и така. Да. Добро. Така. Ова е првата. Добро. Ова веќе не ти треба? Па да видиме сега како би бил. Не, ќе ни треба уште. Да. Гледам дека е тврдечка. Така, маша. Добро е. Така одма се пушти, видиш што убава. Да. И не треба многу тенка. Зашто не трпи да биде многу тенка, затоа што може да те излаже,
може да те излаже и да прегори кората. И сега малку со рака ја подразвлекуваш. Сосем малку. Сега сиренцето. Сиренце. Значи треба да биде дробено сирењето. Дробено сирење, па сега може и рендано ако не ве мрзи, ама полесно е вака. Значи правиме нешто што е многу... И стави му црвено пиперче. За тебе. Ете, така и малку триена сол. Затоа што јас без триена сол не седнувам да јадам. И без љута пиперка. Ова е за тебе. Ете, така и сега како ја виткаш? А на пола, а не ја сечеш? Не. Например, ја мислев дека ќе ја сечеш. А веќе маслото ни е готово? Па да не те мачам, ти да ја пржиш. Ајде, јас ќе ја пржам. Јас обично ти сукај, јас пржам. Ајде. Важи? Можеме и така. Ето. Асистентот е тука. Така е. Машала. Машала, видиш убаво. Сега ќе мораме сите да ги направиме така, бидејќи раците ми се веќе со црвени. Црвени. Да. Оф. Убав зејтинот. Зашто ако е па премногу топол, може од едната страна да прегори, а внатре да остане жива. Јас, например, гледаш како две домаќинки кои се заедно добиваме идеи. Јас знаеш како би направила? Да. Еве, ставам сиренце, еве оригано, превртувам и ја сечам на пола. Така би ја ставила. Да, ма кога ќе се испрži, треба да биде... не е вкусот исти. Така? Да. Значи мора да биде завиткана. Дупла, да. Дупла. Еве ја почнува тука шубава боја добива дракче. Ете таа ќе биде готова за да ја додадеме. Да. Имаме сега црвени кори. Шубава мириса. Со природна боја, без вештачки адетиви. Да. Сега да ја завртам дракче. Ајде. Види? Полека. Така, браво. Така треба да биде. Дракче ке ме бидне. Ке те биде да бидеш баба Адријана. Така, да. Баба Адријана за кори. Ајде, еве, црвена кора, еве со триена сол. Третата со оригано ќе ја направиш. Има посебен шмек со оригано. Кога идевме навака, нели зборувавме дека ќе ги правам и камерманчето рече дека никогаш немало пробано вакво нешто. Тама. Сега ете да проба од раците на баба Дракче. Ајде и ова да ја ставам. Може, да. Чекај, вака ќе да ставам. Добро. Браво бе, мајсторе, па шеф мајстор. Леле, Дракче, јас и ти, значи... Ти си мастер, нема што? Не. Јас учам исто многу работи од тебе. Така ми вели мојот внук Марко. Баба е мастер. На брзински. Мастер шефица. Да. На брзински. Таа веќе готова. Ова е готова? Внатрешните кори веќе се зацрвени. Внатре што ме веќе готово. Толку брзо? Да. Имаме баница. Да. Ама и вкусот е поинако, па малку мрсничко Не, можеме малку да експериментираме со корите. Значи може да се прави... Значи ја вадам ова, така? Таа е готова, да. Добро. На салфета, за да на упие салфетка, зејтинот. за да впием. Чекај се, ова ни се пржи. Браво. Што раснат вака, се супер. За мерак. Дома мораш повеќе да ги направиш повеќе кори, па да застанеш на шпоретот, така да им двориш, затоа што не можеш сам. И едното и другото. Еве. Можеме и вака малку. Штом ќе видиш дека не сака самото тесто, оклагијата мора да сака. И сега пак си ставаш сиренце и ориганце сега. Сега ориганото ќе остане. Ќе испадне како со швајцарско сирење, ова македонско сирење од етно село направено. Многу е убаво тука сирењето. Јас кога и да дојдам, одма прво што нарачувам е каква кисела зелка има. Да, минатиот пат пробавме и навистина беше убаво.
Само со оригано сакаш или да додадеме пак 3 на сол малку? Не само оригано. Само оригано. Ова нека биде само оригано. Само оригано, ајде. Да. Како фурнаринките. Да. Ето така. Колку се лесни, а колку се вкусни. Тоа па плюс. Да. Еве, на здравје. Супер. Ајде уште таа да ја ставиме. Ето така. И да ти кажам, одма ќе си ја одјавиме емисијата. Како да можеме да сами се јадат, нели сами се? Овие токму се така сами се јадат. Така. Ето така малку. Добро. Браво. Леле. Штубаво си мириса. Наместо тиганици, наместо питулици, кои што брзо се прават. Ама забележувам, гледаш како че не се меки се душа, а не впиваат масло. Масло, затоа не впиваат, да. Мора да се погоди тестото. Затоа. Тестото во месењето. Посебно што не се губи време, не се чека да се стасува, да. Види, дома додека ги работиш и ќе стасаат, нели? Ама не е проблем. Треба веднаш да се пржат и напомена на домаќинките, секојаш долниот дел кој што стои подлогата кората да биде на пражењето од озгора. Така значи. И ние така направивме? Така, добро. Така, јас ги помислив за да може да биде. Долниот дел, бидејќи се лепи, уште колку треба да се прши. Готова и ова? Па ова е 5 минути работа, бе, драгче. 5 минути работа е многу убава. Леле, видиш што е бојата да стане. Не, стварно. Гледаш како внатре. Еве гледаат и гледачите. Како веднаш се вцрвуваат изнатре. Леле. Да ти дадам лажиче. Не, добре. Да. Асистентот да не ми се изгоди. Да. Чекова, дали треба да го завртам? Готова е и таа. И таа е готова. Штом зацрвенуваат крајвите, веќе мора да се врти, да. А да го исклучам шпорето? Може. Ќе си крчка. Ова беше последната со оригано. За камерманот. Дај ние да си... Можем да го исклучам шпоретот? Можеш, да. Супер. Ете така. Чекај сега и ова. Да превртиме. И ни треба уште една чинија, поживака. Така, да. Повели. Да. Сега и тебе те вработив да мораш да ми помагаш поради шпоретот. Јас. Како велат, секој си го познава својот домашен алат. Да, ово е токму така, драгче, како дома. Да. Ајде уште малку и можеме одма да си ги пробаме. Добро, најчесто кога ги послужуваш овие кори барамуште, со јогурт. Со јогурт, со може и сокче, густи сок. Така, чај. За сега во зима со расолница. Со расолница. Така. Зимно време со расолница. Да. Добро, сврти уште еднаш малку внатре, од другата страна. Од другата страна, чекај. Гледаме внатрешниот дел. Затоа се диплат. Ако не се диплени, ќе биде тврда кора. Тврда и суво. Сува кора. Така. Значи, ете се си имало тајна кој зошто е. Малку техника во месењето, малку техника во диплењето, но не е ништо страшно. Така. Ништо страшно, многу брзо, едноставно, со песна направено. Баш така. И со добар муабет, ти доаѓаат комшивките, вака им правиш. Си дружиме. Покрај децата, семејството, си дружите, браво. Со комшиките си се готова е ова, да ја вадам? Да, и не сме... Готова е? Да, и тие кои ќе направат нешто ново, ќе ми кажат. Одлично. Драгче, едвај чекам. Ајде. Чекај сега да си ги пробаме. Ајде да си ги пробаме. Нетрпеливите домаќинки. Нели? Леле, убајно. Тие се посебно убави. Па во 3 на сол може да се брцне. Гледаш колку убав вкусот. Леле, како вкус има. Прекрасни се. Да не можеш да престанеш да јадеш. Значи името баш си го добила своето име. Сакам уште. Сакам уште, да. Сакам уште се вика, да. Направете ги овие пржени кори, драги гледачи.
Лесни, едноставни, а многу вкусни. Па сега има историцата да пробам. Пробав. Ајде за Сакав тебе. да ја покажеш внатрешнината. Ајде. Ете, да видат колку е внатре сето тоа. Видете како е. А одозгора крцкава, а видете внатре. Сочна и А убава. се е всушност испржено. Значи прекрасно е ова нешто. Не, да не помислат дека се пржи само долниот и горниот дел. Дури Внатрешно. вкусот дракче, ние како оние јувки домашни Да, што па ги прават. питата, Значи питата, да. исти вкус ми има. Многу убави се, стварно и лесни. Многу лесни. Па затоа да им кажеме на здравје. На здравје, драги На гледачи, здравје. направете ги овие Да. кори, уживајте во овој вкус. Фотографирајте, испратете ни на профилот кај Дракче. На страната на вкусот на традицијата ќе си ги споделиме нашето искуство и нашите искуства всушност И да во видиме правење. која домаќинка со што ги спремаше. Ејте така. Да. Драги мои, останете со нас. Се гледаме во следната емисија Вкусот на традицијата со нов рецепт на денот. Да сте ни здрави и живи!